Кошаркарите на МЗТ Скопје го претрпеа и четвртиот пораз во кошаркарскиот Еврокуп, овој пат на гостувањето кај Уникс Казан во рамките на петото коло. Рускиот тим славеше со 85-61 во меч во кој од првата до последната минута домашните кошаркари не оставија простор нашиот шампион, барем малку да се надева на позитивен резултат. Првата четвртина Уникс ја доби со 29-13, а потоа разликата само елегантно се одржуваше и зголемуваше, за да на крајот домашните во мирна завршницата дојдат до новиот успех. Во тимот на МЗТ Скопје со 12 поени, Девис беше наефикасен додека 10 поени постигна Костовски. Кај Уникс Казан со 20 поени, Гудлок беше најдобар поентер. Следниот надпревар кошаркарите на МЗТ Скопје го играат во сабота повторно нагости против Задар во рамките на 8-то коло во Јадранската АБА лига. Фудбалските репрезентации на Уругвај и Мексико забележаа убедливи победи во првите надпревари од баражот за светското првенство во Бразил 2014 година. Најпрво Уругвај со 0:5 нагости го победи Јордан. Во 22-та минута Уругвај победе преку Макси Переира, а пред крајот на првиот дел Стуанис го елимина 0:2. Во вториот дел мрежата на репрезентацијата на Јордан ја погодија и Лодеиро, Родригес и Кавани за убедлив триумф од 0:5 и пат на светското првенство во Бразил. Во вториот надпревар од мундијалските баражи Мексико на свој терен со 5:1 го победи Нов Зеланд. Резултатот го отвори Агилар, а потоа прецизни беа и Раул Хименес, Пералта со 2 погодоци и искусниот поранешен дефанзивец на Барселона Маркес. Стрелец на почесниот гол за гостите беше Крис Джеймс. Европските бараж средби на програмата се играат утре. Во кошаркарската Евролига синоќа стартуваше петото коло. Во единствениот надпревар одигран синоќа, Реал Мадрид на домашен терен го декласираше турскиот Анадолу Ефес со 103-57. Избраниците на Пабло Ласо делуваа како машинерија над паркетот. Турскиот тим имаше сили да му се спротивстави само во првите 10 минути, кои сепак завршија со 6 поени предност 19-13 за кралевите. Втората четвртина Реал Мадрид ја доби со 28-10 и на полувреме замина со 24 поени предност. Третиот период заврши без победник 23-23, а веќе во четвртата четвртина постигнаа дури 33 кошеви и примија само 11, со кои стигнаа до конечниот епилог 103-57. Борусис постигна 17 поени, а уште четворица кошаркари од кралскиот тим беа двоцифрени: Миротич, Родригес, Керол и Љулј. Во тимот на Анадолу Ефес, Скоти Хобсон постигна 13 коша. Вечерва се играат 6 средби од петото коло. 12 средби се одиграа синоќа во NBA лигата, каде домакините славија на 9 од нив. Перо Антич и Атланта Хоукс не успеа да го избегнат поразот од 91-95 на домашен терен од гостите Нью Йорк Никс. Антич за 13 минути игра реализираше 4 поени, 5 скока и 2 асистенции. Гостите од Нью Йорк имаа 17 поени позитива во втората четвртина, но кошаркарите на Атланта Хоукс одиграа одличен трет период кога направија пресврт за водство од 68-65. На стартот од решавачкиот дел на мечот тимот на Андич водеше со 78-72, но сепак предводени од Кармело Ентони, Никси направија серија од 11-0, го преземаа водството и на крајот стигнаа до победата. Ентони мечот го заврши со 25 поени, Андреа Барњани придоаде 20 коша и 11 скока, а Тим Хардавеј Џуниор уфрли 14 коша. Джеф Тик даде 25 поени и 8 асистенции, а Ал Хорфорд придоаде 23 коша за јастребите. Блейк Грифин со 22 поена и 12 скока ги предводеше Ели Клиперси до победата над Оклахома со 111-103. Клиперси имаа 6 мина играчи со двоцифрен број на поени, а резервистот Джамал Крафорд даде 20 коша. Оклахома ја прекина серијата од 4 победи во низа, а Кевин Дурент мечот го заврши со 33 поени и 10 асистенции, додека Расел Весбрук придоаде 19 поени и 10 асистенции. Филаделфија по дополнителните 5 минути го победи Хјустон Рокетс со 123-117. Недоволни беа и 9 тројки на Джереми Лин, кој беше стрелец на 34 поени за ракетите. Јута ја забележа првата победа во сезоната откако славеше над Нью Орлеанс Пеликан со 111-105. Хейвард кај Джезерите со 27 поени и 10 асистенции беше прв стрелец на мечот. За вечера во NBA лигата предвидени се само 2 средби.